Угостителите бараат преку диалог заеднички да се носат одлуки за начинот на кој ќе функционираат, за да бидат применливи и да се намалат загубите кои ќе доведат до тоа поголем дел од угостителските објекти да не ја преживеат зимата, а неминовно ќе биде и рационализација на вработените. Предлагаат заеднички да се носат решенија бидејќи протоколите што ги носат институциите не се применливи во пракса, а зашто денеска ќе дискутираат на конференција организирана од Угостителската комора. Председателот на комората Здравко Јосифовски вели дека преку диалог сакаат да укажат дека со новите протоколи, доколку се респектираат и се пристапи кон подигање на јавната свест и јавното здравје, ќе се придонесе угостителските објекти да функционираат како што треба. Проблемот со кој се соочуваме е дека Комисијата за заразни болести носи одлуки и протоколи што треба да ги имплементираме, а кои во пракса не може да се спроведат. Од друга страна, носат протоколи со кои се прават настани од големи размери со неколку илјади луѓе, каде што не можат да се почитуваат протоколи, а истовремено немаме протоколи кои можеби ги засегаат угостителските објекти, како што се оние за правење свадби и оние кои работат како ноќни клубови. Јосифовски потенцира дека угостителите оваа година едва ќе ја завршат со третина од приходите што ги остварувале претходно и кои нема да ги покријат ниту основните трошоци и оти доколку не се најде начин како да се надмине тоа, поголем дел од угостителите нема да ја преживеат зимата. Имаме податоци дека во Македонија се регистрирани 6500 субјекти кои вршат угостителска дејност со околу 35.000 директно вработени и целокупниот приход што го остваруваат во изминатите години достигнува до 850 милиони евра, од кои над 100 милиони завршуваат во државната каса за даноци и 45 милиони за придонеси за вработени. Оваа година едва ќе завршат со 1/3, што ни оддалеку не можат да ги покријат основните трошоци. Тие приходи ќе генерираат загуби и ако не се најде начин како да се премости поголемиот дел од угостителите, нема да ја преживеат зимата, истакна Јосифовски.